Неодамна летечкото Б ја промовираше рестилизираната генерација на Бен Тайга, која за само еден месец ја доби најсилната верзија – Speed со W12 мотор, кој испорачува 635 коњи и мамутски вртежен момент од 900 Нм. Тоа е доволно во инајет на тежината, поголема од 2 тони, да се совлада спринтот до стотка за само 3,9 секунди и да се достигне крајна брзина од 306 км на час. Навистина импресивни параметри, но тие ќе бидат вон дометот на европските купувачи без оглед колку се подготвени да платат. Во моментот приоритет се пазарите на Блискиот Исток, Соединетите Американски држави и Азиско-Пацифичкиот регион. За разлика од моделите со V8 мотор, спортскиот режим на контрола на динамиката на возилото е повторно калибриран со цел да се оптимизира реакцијата на моторот и 8-степениот автоматски менувач. Покрај тоа, воздушната суспензија и системот за динамичко возење се прилагодени. Опционално достапните јаглерод керамички сопирачки за Бен Тайга Speed се најголемите и најмоќните сопирачки достапни во Бентли. Предните и задните светла, модифицираните предни и задни браници, како и проширените задни крила ја потенцираат посебната изведба. Издувните цевки за оваа прилика се дизајнирани во овален дизајн кој го најавува W12 моторот. Палетата на каросеријата има 88 бои, додека кожата на внатрешноста има 15 и 8 дрвени фурнири. Црната спецификација е опционално достапна со позлата на сите ленти, сјајни детали и некои други елементи за каросеријата во црна боја со висок сјај. Изгледот на Black Line е комплетиран со закривениот спойлер на покривот, изработен од јагленородни влакна, која заменува стандардната верзија. Дел од натрешноста е поголемиот дисплеј од 10,9 инчи со висока резолуција, екран со облога што ја намалува рефлексијата и сјајот. Покрај тоа, функционалноста на допир е значително подобрена. Екранот сега ја зафаќа целата ширина на централната конзола. Напредниот систем за навигација е опремен со бесплатно пребарување на текст. Упатството за маршрутата е проширено за да вклучи тридимензионален приказ на згради и сателитски карти. Со представувањето на Бен Тайга Speed, Бентли најави и хибридна верзија. Сето тоа е убаво, ама што не е достапно за европските купувачи, ќе ве натера парите да ги потрошите на друг модел.